Лото среќа огреа Виниченец, 7 бројки му донесоа 400.000 денари. Граѓанската иницијатива за борба против сиромаштијата тргна од Делчево. Ќе доставиме барање до собранието за зголемување на социјалната помош. Прес на ВМРО ДПМН, нови фабрики и работни места на истокот. Штип предвиде парцела за приватна градинка. А во соодветна процедура ќе биде изработен елаборат. Наместо во трето, пензионерките од Виница во златно доба. Живот ми отвори во здружење. Немам ни куќа, немам имот, немам ништо. Дека има работа, тамо работа, поработувам, дрва цапа, реда, слушам. Некој не ми плаќа за еден ручок или доручок работа. Ова 24 годишно момче од Делчево го живее животот на социјалното дно, без работа, социјална помош и со големо бреме за секојдневно преживување. Тој е само еден од илјадниците граѓани кои статистиката ги вброила во категоријата сиромашни, која во Македонија изнесува 30%, а бројот на приматели на социјална помош споредбено со 2007 се намалил за речиси 40%. Најсиромашните граѓани во Македонија живеат како тие во Африка, со под $1 дневно, односно со 22 денари во Македонија. За ова момче и тие како него, активистите од граѓанската иницијатива 8 септември побараа минимален достоинствен приход. Ќе доставиме барања до владата, ќе доставиме барања до собранието за зголемување на социјалната помош, сметките за струја на социјално загрозените да бидат платени, пошто тие живеат со 22 денари дневно. Едноставно ќе опфатиме се за да имаат најсиромашните, социјално исклучени граѓани да имаат понормален живот во државата. Според анализите на граѓанските активисти, 65% од примателите на социјална помош се материјално депривирани, односно оставени се на преживување. Или што тоа значи? Дека 4 од 9 ставки на Европска Унија не се покриени со тие пари. Тоа значи дека тие немаат можност да јадат секој втор ден месо, дека тие не можат да покријат пари за топлење, дека тие не може да си обезбедат еднонеделен одмор. За Царевска потребни се реформи во социјалната заштита и анулирање на феноменот во Македонија на сиромашни вработени во услови кога највисоката нето плата во 2011 е 245 пати повисока од просечната или 631 од минималната. Овие дебати дискутираме со граѓаните за реформа на социјалната заштита. Тоа значи активна социјална заштита. Од една страна да ги зголемите трансферите, втора работа да направите инклузивен пазар на труд и трета работа да направите квалитетни бесплатни сервиси за граѓаните, што значи дека центрите социјална работа ќе ве водат до излегување од сиромаштија, агенциите за вработување на вистина индивидуално ќе ги проценат капацитетите и ќе ве водат до вработување. Трибини на тема сиромаштија ќе се организираат во 17 општини во државава, а наредниот месец оваа граѓанска иницијатива ќе биде доставена во парламентот на јавна расправа. За кратко време државата создаде услови за влез на странски капитал и отворање на нови работни места во источниот дел на Македонија, рекоа на прес од ВМРО ДПМН. Новата фабрика на Johnson Controls е силен покренувач на еден здрав економски процес кој почна да пулсира во Штип. Ако на ова се додаде и најавата за влез на уште една регионална компанија за градежни материјали со потенцијал за вработување на над 300 лица, како изградбата на фабрика за автобуски каросери на површина од 12 хектари во индустријската зона Север, со потенцијални вработување околу 500 лица, практично само со овие три фабрики се обезбедува вработување на над 2000 наши сограѓани. Дополнително, зголемени се и можностите за отварање на собствен бизнис, што резултирало со пат на бројот на невработени. Значајно да се спомене дека со мерката за самовработување, која започна да се имплементира во 2007 година, околу 190 граѓани од Штип отворија собствени бизниси преку неповратни кредити во висина од околу 3000 евра. Тоа е инвестиција од околу 570.000 евра во директни самовработувања. Според ВМРО, голем придонес во реализацијата на економската политика на владата давало и актуелната локална власт. Потврда за тоа се бројните реализирани проекти како инвестираните 1,5 милиони евра во регионална и патна мрежа, рекоа од ВМРО ДПМН.
Лото среќата го огреа виничанецот Игор Веселинов, 7 бројки. На него му донесоа добивка од 406.000 денари, односно 6.500 евра. Среќино за виничанецот било петото коло, кога тој погодил 6 добитни бројчиња, но и дополнителното со што ја освоил главната добивка. Инаку Веселинов не бил вработен, па лебот го вадел возејќи камион во Швајцарија, каде заминал веднаш по уплаќањето на ливчето. Дека е добитник на главната премија, разбрал по телефон од семејството. Случајот со виничанецот е доказ дека со среќата никогаш не се знае и дека таму нема правила. Имено Веселинов лото ливче уплатил по прв пат, а бројките ги заокружил по случаен избор. Ова било спротивно на советите од мајка му, која како долгогодишен лото играч му сугерирала бројките да ги одбере внимателно. Ова е втора голема добивка од игра на среќа во регионот. Претходно многу повеќе жител на Делчево, кој лани во ноември на лото доби 50.000 евра. Штип предвиде парцела за градинка прв пат по период од речиси 20 години. Парцелата е лоцирана во населбата Сењак, но наместо државата неа ќе ја гради и со неа ќе стопанисува приватен инвеститор. За сега постои само парцела, а во соодветна процедура ќе биде изработен елаборат со нумерички податоци, пошто ќе се знае површината. По објавување на конкурсот, сите правни физички лица може да конкурираат. За сега се уште не е утврдено точно на колкава површина ќе биде градинката и колку ката ќе има, но точно се утврдени критериумите што треба да се исполнат за нејзина изградба. Се поднесува елаборат за потребите од ваков вид на установа и документација за потребните услови, како што се соодветни просторни услови, опрема и дидактички средства, усогласеност со пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста, обезбедени соодветни стручни и други работници, согласно со пропишаните стандарди и нормативи, обезбедени потребни финансиски средства и друго. Инаку изградбата на нова градинка е повеќе од неопходна. Постојните се преполни, во групи се чуваат и по 30 дечиња наместо максималните 20, а за некои деца воопшто и нема место. Сепак дали приватните установи нема да доведат до нова поделба на децата по материјална основа. Имено во нив секогаш се вложува повеќе, па и цените за чување на дечињата веројатно ќе бидат и поскапи, што значи дека приватните градинки ќе бидат за богатите. Наместо во трето, пензионерките од Виница во златно доба. Излезот од монотоното секојдневие, 15 на пензионерки го најдоа во формирањето на здружение, кое за нив значи преродба и оддишка од домашните обврски. Не се осеќам дека сум непродуктивна, дека треба да седам дома, да чувам само деца или да готвам. Ја тука ако не бех, ја до сега ќе се забравих, ќе умрeh. Да е многу убаво. Живот ми отвори во здружение. Почеток е за секој и крај здружението не е штом постои. Туку напротив, тоа ми даде волја да живеам поопуштено. Но како виничките пензионерки си го разубавуваат третиот период од животот. Тука пиеме кафе, дружиме се, шиеме, имаме машини шивачки, шиеме. Шетаме се низ цела Македонија, одеме дури у Албанија, Грција, по манастирите одеме. Ваквиот начин на дружење е интересен за се поголем број на жени кои сакаат пензионерските денови да ги живеат динамично. Но кој всушност беше мотивот за се ова да започне? Пред се спој на младата генерација, средната возраст, а исто така и повозрастните, односно генерациите кои што се послободни, за да направиме еден спој од најмладата до најстарата генерација. Инаку, годинава Сдруженијето прослави 10 години постоење. За овој период тоа оствари успешна соработка со повеќе здруженија во државата. Освен дружење, пензионерките учествуваат и во хуманитарна работа и во обуки за теми од повеќе области. Војник по потекло од македонска каменица е хоспитализиран на инфективната клиника во Скопје поради морбили, односно мала сипаница, а неговата состојба лекарите ја оценуваат како задоволувачка. Војникот кој е со место на работа во Скопје неодамна бил кај своите во каменица, па по налог на Министерството за здравство, сите со кои бил во контакт таму се проверуваат, со цел да се спречи понатамошно ширење на болеста. Инаку се работи за лице на возраст од 26 години кој е вакциниран со една доза на МРП вакцина и нема податоци дека патувал надвор од државата. Сите центри за вакцинација дополнително треба да ги проверат здравствените картони на децата до 14 годишна возраст со цел да се откријат евентуални пропусти во вакцинацијата.
Инаку во моментов во државата има регистрирано 4 случаи на заболени од морбили, кои како резултат на примена една наместо потребни 2 вакцини. Министерството за економија денес го распиша огласот за субвенционирање за оние кои инвестирале во сончеви колектори. Граѓаните можат да аплицираат за поврат на дел од средствата кои ги дале за обезбедување на соларен уред и тоа до 30%, но не повеќе од 300 евра од трошоците за нивна набавка и вградување. Вчера во Пехчево беше промовиран романот Од дното до врвот, дело на пензионираната пехчевска учителка Станка Василевска. Ова е нејзин автобиографски роман со кој остава сведоштва за минатото време во кое жртвувала многу за да го заврши училиштето и да се посвети на професијата која што ја сака. Над 90% од барањата поднесени за денационализација на имот во Штип се завршени. Можем да се пофалам со работата на Штипската комисија. Значи, ние од 1200 примени барања, 90% од барањата ги имаме завршено и тие се правосилни, додека другите 10% кои што се во постапка се предмети кои што се по кои е постапувано 2 или 3 пати од наша страна, но знаете секој пат има незадоволни или тоа се барателите или пак државниот правобранител кој што ги штити интересите на Република Македонија, така да иако е донесено решението од наша страна, тоа продолжува понатаму по правни лекови, завршува во управниот суд, во вишиот управен суд, така да тие 10% се такви барања кои што по неколку пати го извртеле кругот од нашата комисија до вишиот управен суд. Но мислам дека и во текот на 2014 година истите тие барања ќе бидат завршени со правосилност. Поради планирана работа во дистрибутивниот систем во понеделник во Штип, поточно во објектите во индустријската зона Север и делот околу кампус 4 ќе бидат без електрична енергија во периодот од 10 до 12 часот. Мангото и папајата се тропски овошки, но тие не се непознати и на нашиве простори. Свежи се наоѓаат ретко, но затоа се лесно достапни во сушена форма. Сушената папаја и манго ги продаваме по 400 денари на килограм. Се продава, но не толку често. Не знаат колку се квалитетни, не купуваат, многу се плашат да не е убаво и... Сушените производи се вистинска енергетска бомба, а мангото и папајата дополнително се и витаминска бомба. Мангото и папајата ги содржат витамините А, Б, С, Е и К. Богати се со калиум, бакар и есенцијални масни киселини. Како се во ова влијае на нашето здравје? Овие две специфични овошки нудат бројни бенефити врз здравјето на човечкиот организам, влијаат врз репродуктивниот систем, врз дигестивниот систем поволно, влијаат поволно врз кожата, врз косата. Исто така, малце по-специфично за папајата е ензимот папаин кој што се наоѓа само во папајата и во ниедно друго овошје во целиот свет. Тој има ефект кој што може да се користи врз намалување на надуеност во стомакот. А освен внатрешно здрави, хранливи состојки кои ги содржат овие овошки ве прават и надворешно убави, зашто тие ја негуваат кожата, односно ја прават сјајна и убава. Инаку, мангото и папајата потекнуваат од тропските краеви на Америка. За прв пат се култивирани во Мексико, а денес се одгледуваат во повеќето тропски земји и во САД. Не ми се допаѓа што нема запослување за младите и што не е решен статусот на стечајците. Јас сум стечајец. Никако не живееме, ние сме двојцата стечајци, без никакви примања, маж и жена. Децата се у конвекција вработени, взимат минимални плати. Тешко. Тоа не ви се добро. Да, многу тешко. Добре. Куќа имаме заправено 20 години. Не е направена. И немаме никаква екзистенција од некаде. Откако во статутарниот рок од 20 дена по иницијативата, раководството на Општинскиот фудбалски сојуз не закажала седница, штипските фудбалски клубови, поточно иницијативниот одбор на делегати, свикуваат вонредно собрание на Општинскиот фудбалски сојуз. Според нив, на дневниот ред ќе бидат ставени неколку точки како избор на работни тела на собранието, деловодник и работа на собранието, избор на председател, управен одбор и надзорен одбор на Општинскиот фудбалски сојуз. Собранието е закачено на 1 февруари со почеток во 18 часот, а ќе се одржи во просториите на Советот на Општина Штип.
22 годишен американец од хартиени папки го направи најголемиот модел на авион Boeing 777 во размер 1:60. Авионот е идентичен со оригиналот до најситни детали, од исклучително мазниот клон до миниатурните седишта внатре. Тешко е да се поверува дека конструкторот на оваа исклучително успешна копија не е архитект. Целиот проект бил инспириран од еден курс на кој посетителите добиле задача да изработат било каков модел од хартиени папки. Оваа неверојатна макета всушност е резултат на љубопитноста на авторот, кој само сакал да провери докаде стигнуваат границите на материјалот, но и на идејата. Авионот од хартија е започнат во 2008 година и се уште не е целосно завршен. Недостигаат уште неколку детали, но очекувањата се дека работите на него ќе финишираат на крајот на летото. Во 26-тиот ден од годината православните христијани се споменуваат за светите маченици Емрил и Стратоник, а припадниците на католичката вероисповед за Света Паула Римска.